Регионални вести први за оваа работна седмица. Полицијата истражува како настапила смртта на 12-годишно девојче од Вратница. Имало повреда на задниот дел од вратот. Во гостиварската болница пак донесени 2 лица, кои се затруле со отров за глувци и со таблети. Во СВР Тетово вчера вечер околу 22 часот и 40 минути пријавено е дека во тетовското село Вратница службата за брза помош која била повикана во меѓувреме констатирала смрт на 12-годишно девојче од ова село. Јавен обвинител, лекар по судска медицина и полициски службеници на СВР Тетово веднаш се упатиле на местото на пријавениот настан и извршиле комплетен убит. Додека без животното тело на девојчето кој имало повреда, односно оток на задниот дел од вратот, предадено е за обдукција за утврдување на причините за смртта. Се работи на целосно расчистување на сите поединости во врска со овој случај. На ургентното оделение во гостиварската болница вчера попладне бил донесен 58-годишник од Дебреше, кој претходно испил и се затрул со поголема количина токсична течност, односно отров за глувци. Течноста е испил во непосредна близина на градскиот стадион, а го пронашол негов пријател и брзо го однел во болница, од каде поради сериозно нарушената здравствена состојба итно е префрлен на скопските клиники. Неколку часа подоцна во гостиварската болница било донесено и 16-годишно девојче од Чегране, кое испило и се затруло со 40 таблети за смирување. По укажаната лекарска помош пренесена е на скопските клиники. И во двата случаи се работи на расветлување на мотивите и сите поединости поврзани со труењата, информираат од СВР Тетово. 2 нови случаи на ХИВ во Гостиварско. Заболените биле откриени месецов, а вирусот го добиле по хетеросексуален пат. Со цел да се одржи ниска преваленца на ХИВ-СИДА во Гостивар, изработена е локална стратегија за превенција. Регистрирани се 2 нови случаи на заразени од ХИВ на подрачјето на Гостивар. Се работи за жена на возраст од 50 до 59 години и маж со над 60 години, кои вирусот го добиле по хетеросексуален пат. Ова се првите случаи на ХИВ што се евидентираат во Гостиварско после 5 години. Сега вкупната бројка на заболени од ХИВ-СИДА изнесува 7. Би сакал да ги известам граѓаните на регионот Гостивар дека во однос на епидемиолошката состојба со ХИВ-СИДА во овој месец имаме регистрирано 2 нови случаи и тоа со активноста која што ние ја викаме доброволно советување и тестирање, се открија 2 лица со ХИВ позитивни. Начинот на трансмисија кај новите случаи е хетеросексуален и тој доминира и заедно со претходните 5 случаи, значи вкупно се регистрирани 6 лица кои ХИВ инфекцијата е добиле по хетеросексуален пат и 1 лице по вертикален пат, односно од мајка на дете. Со оваа бројка, нашиот регион се бројува во регионите со ниска преваленца на ХИВ-СИДА, како што впрочем е и состојбата во нашата држава Република Македонија. Со цел да се задржи малиот број на заболени, Гостивар е вклучен во проект за заштита од ширење на ХИВ, финансиран преку европските фондови. Во негови рамки изработена е локална стратегија за превенција која денес беше презентирана пред лекари, граѓански активисти и социјални работници. Стратегијата опфаќа 3 стратешки области. Првата стратешка област е превенција на ХИВ кај општата популација и кај посебни лица кои што се професионалци, значи во општата популација тука се вклучени како младите, исто така предвидовме активности и за лицата кои што се на привремена работа во странство, кои доаѓаат тука, нели? Понатаму лицата кои што директно работат на оваа проблематика, професионалните лица. Понатаму втората стратешка област предвидува активности за превенција токму кај лицата кои што се под посебен ризик. Во оваа група не се вклучени лицата кои што инјектираат дроги, понатаму сексуалните работници, мажите кои што имаат секс со мажи и секако младата популација. Првите случаи на заболени од ХИВ-СИДА во регионот на Гостивар беа регистрирани во 2005 година.
Ќе се започне со регулација на дел од коритото на реката во Голема Речица, која за време на поплавите кои го зафатија Тетовскиот регион се оштети, а водата се излеа и поплави дел од селото. Санацијата на другите речни корита и брани кои беа уништени во невремето на 3 август минатата година ќе зависи од финансиите, кои треба да ги одвојат владата и меѓународните организации. Регулацијата на речното корито во Голема Речица е дел од акциониот план за превенција од нови поплави во Тетовскиот регион. Министерството за животна средина ќе одвои 5,5 милиони денари за уредување, но само за дел на коритото од оваа река. Ќе се отвори јавен повик за изградба на речното корито и таа ќе покаже вистинската сума на чинење на тој проект и ние ќе продолжиме да го финансираме се до завршеток на овој проект. Мештаните од Голема Речица ја поздравуваат ваквата одлука, која според нив требала многу порано да се донесе. Требаше порано да се направи, не сега. Нормално дека требаше многу порано. Жителите од Тетовско кои беа погодени од невремето велат дека надлежните институции неколку пати ветиле дека ќе се санираа штетите од поплавите, кои уништија голем број на речни корита и инфраструктура во повеќе села. Ветувањата не се исполнија, а поради нерегулирани водотеци, во неколку наврати имаше излевање на реки и потоци, изјавија мештаните. Овде зборено кој зна колку пати. Од поплавата видиш, сами гледате каков е патот. Тоа каналот како што гледате сами со камера може да слободно да го и плюс имаше песок. Народот сами го соберале песокот. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи изјави дека акциониот план за превенција од нови поплави предвидува регулација на речни корити и обнова на браните во сите населени места погодени од поплавите, но неговата целосна реализација ќе зависи од финансиските средства, кои според најавите треба да ги одвојат владата и странските организации. Денешниот договор кој го подпишуваме е еден дел од тоа, додека во разговорите кои ги имавме со UNDP и нивните презентации, веќе е јасно дека и тие ќе не поддржуваат интензивно, затоа што истиот акцијски план го споделивме и со нив и се надеваме дека во рамки на тоа што сме го предвиделе ќе успееме, значи, едно по едно да ги реализираме тие обврски. Во поплавите во Тетовско кои се случија на 3 август минатата година загинаа 6 лица, а беа оштетени голем број домови. Учениците од основното училиште Лирија од Тетово за само 2 дена собраа облека и обувки, кои ќе ги добијат социјално загрозени семејства од Тетовско. Училиштето е прво кое се вклучи во акцијата на хуманитарното здружение Градиме иднина од Скопје. За само 2 дена учениците од основното училиште Лирија од Тетово донираа облека и обувки кои за да се складираат била потребна една училница. Училиштето е прво кое се вклучи во хуманитарната акција за повик на невладиното здружение Градиме иднина од Скопје. Оттаму велат дека донациите ќе бидат за 70 социјално загрозени семејства од Тетовско. Акцијата траеше околу 2 недели. 3 дена порано беа известени сите класни раководители и председателите на класовите со помош на директорката на училиштето и целиот персонал од професориве, односно и наставниците. Градиме иднина ќе покрие над 70 семејства, пред се прво во градот Тетово и останатите тетовски села ќе ги помогне социјалните семејства да ги обезбеди во облека каде што стварно е потребна секојдневна потреба и тоа за децата да бидат уредни, да бидат чисти. Јас и понатака продолжувам со помош на децата, наставниците, директорите кои ме помагат. Апелирам до сите тетовски училишта, основни, средни и градинките да ја покажат својата несебична хуманост. Ние и пред тоа сме имале добра соработка, но ова е голем чекор за првото училиште во основното училиште Тетово Лирија, кој ја покажа несебично хуманоста. Они за 2 дена ја спроведоа акцијата во неработен ден и премногу сум им благодарен. Ние по завршувањето на акцијата ќе им доставиме благодарница да се заблагодариме. Верувам дека ова училиште, основното училиште Лирија, ќе не помогне и во други хуманитарни акции, затоа што ние овој пат баравме претежно од училиштата да ја покажат хуманоста во школски прибор, храна, хигиена. Тоа го бараме се додека не ги вработиме родителите да имат децата тоа што е основното, додека им обезбедиме вработување, затоа што училиштата, јас пак ќе кажам, и децата не се должни да ги хранат и обезбедуваат со вакви продукти, но добро е што ние и од таа страна ги учиме да бидат хумани, затоа што кога е најтешко тогаш треба да им се помогне.
Луѓето не се раѓаат хумани, туку стануваат преку различни примери и однесување, прво покажани во семејството, а потоа и во училиштето, укажува психологот во Основното училиште Маргарита Гашевска. Хуманоста како една од најпозитивните вредности на еден човек, децата почнуваат да изучуваат уште од најмала возраст. Поточно уште во предучилишна возраст, преку постапки на своите родители, потоа на училишна возраст уште од најраните оделенија, кога изучуваат да бидат хумани, да помогнат на болно другарче, да посетат болни другарчиња или баба и дедо, да бидат хумани, да подарат на некое дете на кое што му се потребни некои други работи и така натаму. Со тоа што потоа се надоврзува изучувањето на хуманоста преку еден предмет кој се вика вештини за живење, кој децата го имаат од 6-тите оделенија натака и го учат за време на оделенскиот час. И имаат многу убави работилници, имаат многу убави примери, а исто така не само теоретски, туку и практично тоа го покажуваат и на дело. За учениците од Основното училиште Лирија од Тетово, вклучувањето во хуманитарната акција на невладиното здружение Градим иднина од Скопје не е за прв пат. Досега неколку пати имаат организирано и спроведено и своји акции. Во текот на учебната година скоро секогаш имаме најмалку 2 хуманитарни акции. Исто така минатата учебна година имавме новогодишен панаѓур на кој децата изработуваа своји рачни изработки заедно со родителите. Тука морам да го истакнам учеството и на родителите во тек на заеднички работилници во училиштето, изработка на новогодишни подароци, украси, декорации и слично, и на крај имавме новогодишен панаѓур кој што изработки се продаваа и доаѓаја родители, роднини, пријатели со символична цена, а тие средства беа наменети за децата со специјални потреби. Хуманите деца стануваат хумани луѓе, а придобивките за општеството се големи. Затоа психологот Гашевска препорачува да се негува оваа вредност уште од најмали нозе. Повикот на невладиното здружение Градим иднина од Скопје останува отворен за вклучување на сите училишта, но и на останатите хумани граѓани кои би сакале да донираат нешто што веќе го имаат, а не го употребуваат, за да биде пренаменето за семејствата кои го немаат, а им е многу потребно. Во Гостивар се одржа настан со спортски надпревари, преку кој се собраа средства за помош на социјално загрозени семејства. Активноста ја организираа младите од Гостиварскиот Црвен крст. Младите од Црвениот крст во Гостивар организираа спортски активности во хуманитарни цели. Настанот се одржа во спортската сала Младост со учество на екипи составени од основци и средношколци од гостиварските училишта. Парите собрани од влезниците ќе бидат донирани на социјално загрозени семејства. Денешниот настан, значи група младинци кои реализираат проект преку организирање на турнир во мал фудбал. Влезници плаќаат младинците, сите тие гледачите кои сакаат да присуствуваат на овој настан, вклучувајќи ги и возрастните, тие што се присутни. Со собраните средства ќе се помагаат на семејства кои имаат потреба, посетени се семејствата, извршен е разговор со нив, прашани се што имаат потреба и преку тие средства на крајот после собраните средства преку тие младици кои реализираат проектот ќе им бидат доставени на тие семејства кои имаат потреба. Денешниот хуманитарен настан се реализираше во склоп на проектот Црвен крст во акција Промоција на хумани вредности, кој во Македонија се спроведува 20 години. Овој проект има за цел промовирање на културата како систем од вредности, промовирање на активизмот кај младите, развивање на мултикултурниот живот во нашата држава, сето ова преку општинските организации на Црвениот крст во сите градови во Република Македонија кај што има општински организации, тоа се 35 во нашата држава. Во општинската организација на Црвениот крст во Гостивар вклучени се 30 на младинци кои изработуваат проекти за промоција на хуманите вредности.
Во пораст е бројот на членови во детскиот оддел на библиотеката Кочо Рацин во Тетово. Компјутерите и телевизијата во голема мерка го смени односот на младите кон читањето книги, но влюбеници во пишаниот збор се уште има. Расте бројот на членови во детскиот оддел на библиотеката Кочо Рацин во Тетово. Од јануари до денес таму се зачлениле 355 деца и тинејџери. Во споредба со годините претходно бројката на млади читатели е во пораст, што се должи на бројните книжни и лектирни изданија со кои располага Тетовската библиотека. Компјутерите и телевизијата во голема мерка го сменија односот на младите кон читањето книги, но влюбеници во пишаниот збор се уште има. 5 членови од детскиот оддел на библиотеката беа наградени за нивната активност и читање книги. Читањето на книги го збогатува речникот, ја облагородува душата, ве носи во истражување на нови светови, ве запознава со најразлични ликови, култури и случувања. Освен лектири и препорачани книги од училиште, најчитани меѓу младите тетовски читатели се авторите Мерилин Кей, Лис Харисон, Пайк, Синди Джефрис. Од домашните автори најбарани се делата на Горијан Петревски и Оливера Николова. Младите читатели најмногу ги интересираат авантуристичките книги или оние со научно-фантастични доживувања од типот на Хари Потер, приказните за Нарнија, серијата книги надарени и слично. Во детскиот оддел од Тетовската библиотека можат да се најдат и бројни сликовници, илустрирани книги, слики кои обработуваат наставни содржини по одделни предмети, како 4 елементи, 5 сетила, спротивности, моето семејство. Интересни се и детските енциклопедии, кои обработуваат различни теми на начин прилагоден за одредена возраст, неодменливите детски верзии на Моби Дик, Робинзон Крусо и многу други. За младите посебно се интересни и книги според кои се изработени филмови или пак книги кои се однесуваат на музички звезди. Во одделот располагаат со книги на македонски, албански и англиски јазик. Се обидуваат да бидат во тек, да ги следат трендовите и да набават книги кои се популарни за децата и младите. Инаку во детскиот оддел при Тетовската библиотека Кочо Рацин членовите се на возраст од 6 до 15 години. Подсетување од СВР Тетово до возачите за задолжително поседување возачка книшка покрај валидна сообраќајна дозвола. Со стапувањето во сила на новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата во октомври минатата година, секој возач учесник во сообраќајот покрај валидна сообраќајна дозвола задолжително треба да поседува и со себе да носи и возачка книшка. Во спротивно ќе се соочи со соодветен поднесок и глоба од 100 евра во денарска противредност или со впишување на 40 негативни поени. Минатата и оваа година заклучно со денеска, во Тетовскиот одсек за управни работи изготвени, односно издадени се над 8000 возачки книшки или просечно дневно овде се поднесуваат по 50 апликации за вакви книшки. Секој кој досега не аплицирал, истото ќе може да го направи со пополнување на адекватна пријава, која се добива во овој одсек и со уплата од 100 денари, а потребно е да се достави 2 фотографии. И покрај возачка книшка уште еднаш од СВР Тетово подсетуваат, возачите мора да поседуваат и возачка дозвола, што подразбира дека успешно треба да го положат возачкиот испит. За управување без дозвола глобата е 300 евра и плюс 400 евра во денарска противредност за собственикот на возилото, кој му го дал возилото на управување. Специјалното обвинителство започнува нова истражна постапка која се води под името тортура, рече обвинителката Фатиме Фетаи на денешната пресконференција. Таа рече дека врз основа на доказите сите инволвирани, освен оштетениот, биле живо заинтересирани да биде видена тортурата на дел од полициските сили на дело. Меѓутоа сметавме дека тоа е единствениот начин на јавноста да се изнесе поривот и мотивот од кој биле следени полициските службеници во текот на акцијата. Од прибраниот доказен материјал произлезе основано сомнение дека на 6.6.2011 година, понеделник, поточно еден ден по завршување на парламентарните избори, првоосомничениот како службено лице, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, поради дискриминација по основ на поинаква политичка определба, ги навел останатите осомничени
полициските службеници во единицата Алфи да во вршење на службата при лишување од слобода на осомничено лице, оштетени од Љубе Бошковски, кај истиот предизвикаат душевно страдање. Прво осомничениот по разработен оперативен план во МВР за лишување од слобода на лицето Љубе Бошковски поради сомнение дека врши кривично дело злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања од член 165А од Кривичниот законник, а заради одмазда спрема оштетениот поради политичките пораки кои истиот му ги упатил на прво осомничениот во текот на изборната кампања, ги навел полициските службеници задолжени да го извршат лишувањето од слобода, да за време на лишувањето кај оштетениот предизвикаат такво душевно страдање. Моќта и на функцијата и воопшто општата представа за личноста на директорот на УБК произвела едно безпоговорно постапување на полициските службеници и сервилна покорност на неговите наредби, вклучително и на оние наредби како што е ова, со која што директно се напаѓа човековото достоинство. Така, истиот ден, во времето на лишување од слобода, од 14:30 до 16 часот на паркингот пред ресторан Воденица во Скопје, без да постои било каков отпор од страна на Љубе Бошковски, употребиле сила и закана. И спротивно на уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје, ги пречекориле законските овластувања за употреба на средства на присилба. Притоа, второ осомничениот, кој бил командант на единицата Алфи, со зборовите "Легнете го на земја да се апси, легни го доле", издал наредба за начинот на реализација на апсењето, пошто трето, четврто, пето, шесто и седмо осомничениот употребиле прекумерна физичка сила, насилно го легнале на земја, удирајќи го оштетениот Бошковски по нозете и држејќи го за рацете. Истите го малтретирале, застрашувале и навредувале со зборовите. Шефот ми рече 8 години затвор не ти бегаат. Нека лежи ѓубрето. Ајде сега нека лае против шефот. Пичка ти материна. Ти дојде моментот да се реванширам, да ти јавам жената. И други вулгарни зборови и пцовки спрема неговата мајка, сопруга и деца. А во тој момент трето осомничениот му го ставили пиштолот на левиот образ, упатувајќи му ги зборовите "Бел ден да не видиш". Предходно специјалната обвинителка Катица Јанева рече дека обвинителството е формирано за да ја врати довербата на граѓаните во правосудниот систем. Таа изјави дека СЈО ќе ги даде очекуваните резултати и секое лице ќе одговара ако извршило кривично дело. Јанева рече дека никој во ова обвинителство нема желба да се промовира на некој друг начин, освен како професионални и објективни обвинители. Постапката на случајот тортура следи 45 дена, откако специјалното јавно обвинителство го обелодени случајот Титаник. Илјадници бегалци и мигранти со масовен протест сакаат мирно да ја поминат границата откако повторно се расшири информацијата дека денес попладне границата ќе биде отворена. Грчката полиција цел ден преку мегафон на арапски јазик повикува дека границите се затворени и дека не треба да им се верува на волонтерите и невладините организации кои имаат намера да предизвикаат стампедо кон македонската ограда. Од 15 невладини организации кои се присутни во Идомени, грчката полиција се сомнева на 4 организации, чии членови се познати анархисти, антирасисти и левичари од Германија, Италија, Шпанија и Холандија, дека се организатори на првиот марш на 14 март кој заврши неуспешно, а и на денешниот обид да се повтори намерата да се отвори илегален коридор низ Македонија. До 14 часот грчката полиција кај мостот Идомени ги држеше одвоени двете групи да се спојат, односно 300 активисти на германската невладина организација и илјадниците мигранти во Идомени. Белгиското обвинителство денеска соопшти дека на 3 лица им е одреден притвор, откако беа обвинети за вмешаност во активности на терористичка група. Тројцата биле уапсени за време на серијата рации во Брисел, како и во градовите Мехелен и Дуфел, на северот на Белгија. Обвинителството не даде детали за наводните терористички активности или за тоа дали тројцата биле поврзани со самоубиствените бомбашки напади во Брисел минатата недела.
Четвртиот уапсен бил ослободен без обвинение, соопшти Белгиското федерално обвинителство. Во меѓувреме белгиската министерка за здравство Меги де Блок информира дека бројот на жртви во нападите во Брисел се искачил на 35, меѓу кои се и тројцата бомбаш самоубици. Исламската држава ја презеде одговорноста за нападите. Пакистанска група поврзана со талибанските бунтовници синоќа ја презеде одговорноста за бомбашкиот напад во градот Лахоре, на истокот на Пакистан, при што загинаа 67 луѓе, а 300 беа ранети. Представник на групата Джамал Ул Ахрара изјави дека самоубиствениот напад бил против христијанската заедница во Пакистан на денот на Великден. Локалната полиција соопшти дека нападот се случил во близина на еден забавен парк наменет за деца. Се прецизира дека меѓу повредените имало и 50 деца. Сириските владини сили повторно ја презедоа контролата во античкиот сириски град Палмира, објавија државните медиуми и групата за мониторинг. Сириската телевизија денеска објави дека армијата има целосна контрола во градот Палмира. Сириската обсерваторија за човекови права соопшти дека изутрината се уште имало престрелки во источниот дел на градот, но поголемиот број од милитантите на Исламска држава се повлекле кон исток. Палмира, светски познат град по античките споменици од римско време, милитантите на Исламска држава го зазедоа во мај минатата година. Подоцна беа урнати некои од најпознатите споменици. Преземањето на градот представува голема победа за владата на председателот Башар Асад, кој веќе има направено повеќе успешни операции во последните неколку месеци против бунтовничките групи. Дамаск помагаше во голем дел од воздушната кампања на Русија. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб ветер претежно од јужен правец. Утринските температури се движеа од -2 до 3, а дневните од 5 до 12 степени. Утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во западните делови на планините ќе има услови за краткотраен слаб дожд, ќе дува слаб ветер од јужен правец. Утринските температури ќе се движат од 1 до 4, а дневните од 5 до 11 степени. Го завршуваме и ова издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од денот. Пријатно!